Да отвориме во Откровение 14 глава. Да се подсетиме на еден стих, еден дел од описот на Божиот остаток, кој што, ако беше спомнат меѓу некои од цитатите што денеска Јане ги читаше, некои од обележјата, конкретно едно од обележјата на Божиот остаток, кој што е забележен во 4 стих, забележено во 4 стих од 14 глава Откровение. Значи, која ги опишува 144.000 Јован, меѓу другото вели, тоа се оние кои не се осквернија со жени, имено тоа се девственици. Тие одат по јагнето каде и да оди. Тие се откупени меѓу луѓето како првенци на Бога и на јагнето. Оној средишниот дел, односно карактеристика, каде што вели, тие одат по јагнето каде и да оди. Значи, верни Христови следбеници. Живееме во времење кој што се некако предзнак на големите кризи кои што ќе доаѓаат, а може би секој од нас па веќе доживува или доживеал поголеми кризи во животот и би сакал да видиме преку искуството на Исуса Христа, следејќи го Него, затоа што следењето не значи само да го следиме, туку навистина и да се учиме од Него, да видиме како Тој постапувал, да видиме како Тој ги пребродувал кризите во својот живот, а ги имал. Во случајов едно од најтешките, најголемите, кога одлуката која што ја донел, ако не ја донел таква каква што ја донел, немаше да има спасение за никој од нас. И преку овој негов пример ќе се поучиме, да се поучиме како ние можеме да се соочиме со кризите во нашиот живот или поготово со оние големи кризи кои што предстојат во овој свет. Јас ќе читам така делови од Копнежот на вековите од 74 глава, мислам дека беше, да. Под наслов Гециманија. Сакам да го доловам тоа преку перото на Елен Вајт и нормално преку некој стих. Вели, Исус сериозно разговарал со своите ученици и ги поучувал. И знаеме, непосредно пред да влезе во Гециманија, многу добри поуки им кажал. Било полна месечина, се разбира секојаш така било на Пасха, и знаете кога е полна месечина и ноќе доволно се гледа. Но кога се приближил до Гециманија, значи секојаш бил расположен, секојаш бил тука да ги поучи ученици, но кога се приближил до Гециманија, заедно со нив, станал необично молчалив, вели стихот. Необично за него. Знаел дека е пред тешки искушенија. Ова место често го посетувал да размислува. Знаеме дека често пати одел таму, си имал посебно место кај што знаел да прилегне, да одмори, да разговара со Господа. Но никогаш со срце толку полно со болка како оваа ноќ на неговата последна пресмртна борба. Морал да ја понесе вината на паднатото човештво. Врз него кој не знае за грев, морало да се стави беззаконието на сите нас. Гревот му изгледал многу страшен, а тежината на вината, што морал да ја понесе премногу голема, и затоа бил во искушение да помисли дека тоа за секојаш ќе го одвои од љубовта на Отецот. А тоа страшно било за Исуса. Страшно можел да поднесе такво нешто. Ова не кажува каков однос, а какво единство, каква љубов постои меѓу тројството горе. Вика, не можел да поднесе, значи, да помисли дека, односно помислувал дека, значи, тој товар на грев, вината што ќе ја понесе за секојаш ќе одвои од љубовта на Отецот. Си веле готово, крај. Тоа не можел да го поднесе. Знаејќи колку е страшен Божиот гнев кон престапот, извикнал: душата ми е смртно нажалена.
Додека се приближувале кон градината, ученици забележале промена кај својот учител. Никогаш порано не го виделе толку длабоко жалостен и молчалив. Колку што одел понатаму, оваа необична тага станувала се подлабока, но не се осмелувале да го прашаат за причината. Оделе, значи веројатно повеќето молчеле. Исус молчи, невообичаено, до пред малку им зборувал, им кажувал разни поуки. И знаете, сега вели, подклекнувал како да ќе се урне на земја. Уште не влезен во Гециманија. Кога стигнале во градината, учениците грижливо го барале неговото вообичаено место за одмор, за да може нивниот учител да си почине, да одмори. Секој чекор го правил со мачен напор. Гласно овкал, како да страда под притисок на страшен товар. Кога неговите придружници, учениците, не би го придржале два пати, би паднал на земјата. Значи, влезени на самиот влез во Гециманија, уште не почнала она борба, меѓутоа борбата веќе се одвивала нормално кај него. Умислите. Близу до влезот на градината Исус ги оставил сите своји ученици, освен тројица. Со кого влегу? Вообичаено. Кои биле тие тројица? Петар, Јаков и Јован, да. Наложувајќи им да се молат за себе и за него. Значи ги оставил и рекол, молете се за себе, но и за мене. Со Петар, со Јаков и Јован дошол на засолнетото место во градината, на негово познато место тамо. Оние тројца ученици биле најблиски Христови придружници. Знаете дека и на гората на преобразувањето и таму истите биле. Веројатно Исус не случајно нив ги повел, ги чувствувал како најблиски, затоа што, знаете што, не само што отишел тука и бил клучен момент кога ќе рече да, кога ќе ги прифати гревовите на секој од нас, туку навистина имал потреба од човечко сочувство, подкрепа, значи, придружба. Затоа ги зел нив како најблиски. Сакал ноќта да ја поминат со него во молитва. Тоа било неговата желба. Доволно ќе било да го поддржат на тој начин. Не морало кој знае што да прават. Отишел малку подалеку од нив, не толку далеку, за да можат да го видат и да го чујат. И паднал ничком на земјата. Чувствувал дека гревот го одвоил од неговиот отец. И знаеме сега на неколку пати се моли и доаѓа да види што прават, а тие што прават? Спијат. Елен Вајтне на друго место вели, учениците во овој случај во Гециманија се представници на црква која што спие. А да не заборавиме, преку оние 10 девици опишано црквата на последното време кога сите спијат. А Исус е представник на црква која што се моли, која што бдее, знае дека доаѓа криза. Бидејќи чувствувал дека неговата заедница со Отецот е прекината, Христос се плашал дека неговата човечка природа не ќе може да издржи во судирот што настапува со силите на темнината. Во пустината на искушението се решавала судбината на човечкиот род. Тогаш Христос бил победник, че во пустината. Сега искушувачот стапил во последниот страшен судир. Ѓаволот знае дека ова му е една од последните шанси. Знаете сега како Елен Вајт го пишува, вели, за ова се приготвувал во текот на Христовата 3-годишна служба, за завршниот удар. Сега во тоа вложил се. Ако овде претрпи неуспех, неговата надеж да биде господар ќе биде загубен. Земните царства на крај ќе станат Христови, а самиот тој ќе биде исфрлен и прогнан. Знаеме дека и уште во пустината сакал да го наговори, да го измами Исуса, да клекне, да му се поклони, затоа што ќе ги добие наводно сите царства. Но не, напротив, он знае дека ќе ги изгуби. Ова му е последна шанса. И се спрема за последниот удар. Меѓутоа, кога Христос би можел да биде победен, земјата би станала царство на сатаната, а човечкиот род секојаш би останал под негова власт. Знаејќи
ја суштината на судирот што го очекувал, Христовата душа била исполнета со страшна закана на одвојување од Бога. Сатаната му рекол дека одвојувањето ќе биде вечно, ако стане гаранција за грешниот свет. Видите, ја неговата лукавштина. Значи, ако го сториш тоа, за секојаш ќе бидеш одвоен од Отецот. Ке се поистовети со сатанското царство и никојаш повеќе нема да биде едно со Бога. Ова била тешка борба за Исуса, кој што не можел да види многу понатаму во својата човечка природа. Затоа му била потребна и човечка подршка. Кога страда човечкото срце, копнее за сочувство. Така било и со него, значи не бил ништо поразличен. Бил човек. Во најдлабока душевна болка дошол кај своите ученици со голема желба да чуе некој утешен збор од оние што толку често ги благословувал, ги тешел и ги штител во жалоста и во неволјата. Ова е еден момент кој што е многу значен за да се подготвиме за кризата. Не можеме спиејки да ја дочекаме кризата и да се разбудиме среде криза и тогаш нема да знаеме главата кај не. Мораме да бдееме, мораме да сме спремни, мораме да го осетиме времето во кое што живееме и да бидеме подготвени за тоа што иде. Тој, вели, би бил закрепнат само кога би можел да знае дека неговите ученици го разбираат и го ценат. Доволно и тоа било за него. Од почеток биле мощни загрижени кога го виделе својот учител, кој обично бил толку мирен и достоинствен, како се бори со тага што ја надминува моќта на сваќањето. Го забележале тоа кај него. Виделе дека не е се исто. Значи, кога ќе дошол тој кај нив, па ќе се као расонеле малку и ќе виделе нешто онака као низ, како да кажам, низ трепки. Се молеле кога го чуле силниот извик на страдалникот, кој рекол: ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Немале намера да го напуштат својот Господ, но изгледале парализирани со заспаноста што можеле да ја растераат кога би продолжиле да се молат на Бога. Не ја сватиле потребата од стражарење и од сериозна молитва за да му се спротистават на искушението. Значи за нив тоа не било премногу нешто сериозен момент. Не го почувствувале моментот, иако Исус кој знае колку пати им кажал што ќе се случи. Што многу битно е колку ние ја сваќаме сериозноста на времето во кое што живееме. И колку ние треба да бидеме сериозни и во молитва, и во проучување, и во целата таа подготовка. Како што брат Зоран днеска кажа, а не да се занимаваме со некои тривијални, некои небитни прашања. Да се расправаме, не знам, жените, не знам, проповедници, не знам, Армагедон, не знам, некои такви тривијални, небитни работи. Да ѓаволот не фати во некој, и тоа е на некој начин парализираност. Може да не парализира на тој начин. И ке не фати не времето, кризата, неспремни. Учениците се разбудиле кога го слушнали Исусовиот глас, но одвај го препознале. Сега ова е во вториот случај. Втор пат кога доаѓа кај нив. Зашто болката потполно го изменила неговото лице. Не личел на себе во сето оно што го доживувал. Нешто што тешко можеме да го разбереме ние. Да се потиш и да испод да ти излегува крв. Мислам, тоа е страшно. Обрнувајќи му се на Петар, Исус рекол: Симоне, ти спиеш. Не можеше да бдееш ниту еден час. Им се обрекне, вели: бдејте и молете се за да не паднете во напаст. Духот е срчен, но телото е слабо. Слабоста на учениците разбудила кај Исуса сожалување. Значи тој покрај тие маки во кои што се наоѓа пак мисли на нив. Се плашал дека неќе може да го издржат искушението што ќе дојде на нив поради неговото предавство и смртта. Сега после веќе третиот пат вели: толку пати ја изустил оваа молитва. 3 пати човечката природа се повлекла пред последната најголема жртва. Но сега пред откупителот на светот се појавила историјата на човечкиот род. Видел дека прекршителите на законот ќе мора да загинат
ако бидат препуштени самите на себе. Ја видел човековата безпомошност, ја видел силата на гревот, ја гледал судбината што го очекува и донел одлука. Ќе го спаси човекот по секоја цена. Го прифатил своето крштевање со крв за милиони, што се осудени на смрт, да можат преку него да добиат живот вечен. Ги напуштил небесните дворови, во кои е се чисто, срекно и славно, за да спаси една загубена овца, еден свет кој паднал поради престапот. Тој нема да ја напушти својата мисија, ќе стане жртва на помирувањето за човечкиот род, кој решил да сгреши. Неговата молитва сега дише со послушност. Ако не е можно да ме заобиколи оваа чаша, да не ја пијам, нека биде волјата Твоја. Каква одлука! И покрај целиот товар што го имал, сите тие, целата таа борба, сватил дека без неговата жртва нема решение за паднатиот човечки род. И рекол да, ќе се жртвувам. Кога решил, значи кога донел одлуката, паднал како мртов на земјата, од која делумно се подигнал. Каде биле сега неговите ученици нежно да ја придржат главата на својот источен учител и да го измијат тоа чело кој навистина било наполно обезличено? Ги нема, спијат. Се одлучува за човечкиот род, а учениците ги нема. Да прочитаме само за момент еден мал дел од 22 глава Лука, од 41 до 43. Интересно е што добил подкрепа од небото, но откако ја донел одлуката, значи, небото не се мешало, Исус, тоа било мисијата, тоа било начинот да Исус донесе вистинска одлука, да самиот одлучи што ќе прави, а знаел, свесен бил што е Божја волја, но не било лесно да сето тоа го направи како човек. Изгубил секаква човечка поддршка, може да кажем. Немало никаква човечка поддршка. Ѓаволот тоа и го прави. Значи, ние како христијани, на крајот, на времето, во големите кризи, нема да имаме никаква човечка поддршка. Никој ништо не може да ни гарантира, нам дека, не знам, или па ако свесни сме, знаеме дека ако би се подпреле на човек, што не е паметно, дали така би можели да успееме? Не. Само на Бога. 41 стих вели, и тој се оддели од нив, колку што можеше да се фрли камен и клекна на колени и се молеше, велејки, татко, ако сакаш отстрани ја оваа чаша од мене, но нека не биде моја, туку Твојата волја. И 43-тиот, и му се јави ангел од небото и го подкрепуваше. Господ прати ангел, и тоа не било кој, туку Гаврило, да го подкрепи. Но ова е после донесената одлука, кој што гледаме. Му била потребна подкрепа. И тоа како? Немал човечка подкрепа. И јас верувам, ова не случајно е дека кога ние утре би се нашле, ако сме верни на Бога, ако го имаме тој тесен однос и врска со Господа, може да бидеме напуштени целост. Без никаква човечка подкрепа на Господ нема да не остави. Господ има начин како да не подкрепа. Ако треба, еви, како во случајот со Исус, ќе ни прати ангели за да не подкрепат. Иако тие се тука, мислам, цело време околу нас ќе бидат, но во видлива форма. Да ги видиме, да сватиме дека не сме сами. Но Бог страдал со својот син. Значи, ги немало учениците да го придржат, да го подкрепат, да го дигнат. Но Бог страдал со својот син. Ангелите ги посматрале предсмртните маки на Спасителот. Го виделе својот Господ обкружен со легиони сатански сили. Неговата природа оптоварена со ужасен таинствен товар. На небото владеела тишина. Не е гибната нито една харфа. Нема никаква музика тогаш на небото. Кога смртниците би можеле да го видат чудењето на ангелските чети, што со тивка болка посматрават
Како Отецот својот сакан син го лишува од зраците на светлината, од љубовта и славата, подобро би сватиле колку е одвратен гревот во неговите очи. И да, навистина, тоа се моментите. Затоа Елен Вајд вели дека барем по 1 час или половина, не знам како велеше, но секако 1 час е подобро. Треба да поминуваме секој ден размислувајки за тие последни сцени од Христовиот живот. Затоа што тука се гледа грозотијата на гревот, тука се гледа и Божјата љубов. Тоа се две клучни работи кои што можат да делуваат во нашиот живот, да ние ги добиеме нашите битки и да ги пребродиме нашите кризи. Вели понатаму во ова страшна криза, кога се стоело пред таа одлука, кога во раката на човекот на болката треперела таинствената чаша, се отворило небото, среде бурната темнина на овој критичен час, засветлила светлина и пред Христа дошол и застанал силниот ангел, кој стои во Божје присуство и ја зазема положбата од која паднал сатаната. Значи, Гаврилата. Ангелот кој што е замена на позицијата на која што бил Луцифер. Ангелот дошол не да ја земе чашата од Христовата рака, туку да го засили, да ја испие, уверувајќи го во љубовта на Отецот. Дошол да му подари сила на божествено човечкиот молител. Му го покажал отвореното небо, зборувајќи му за душите што ќе бидат спасени со неговите страдања. Ово било и како потребно. Знаете, подосна и на крстот. Силна подкрепа ќе добие од разбойникот од десната страна на крстот, кој што ќе се покае, ќе побара да биде спомнат во небесното царство. Тоа влеало голема надежка Исуса, затоа што разулавеана толпа пред него, распни го, го плукале, го врегале, учениците ги нема никаде, сите се разбегале, како што и самиот кажал, ќе се разбегаат уште во Гециманија. И од никаде подкрепа, не можел да види што ќе постигне со тоа што го прави, но уште овде во Гециманија ангелот му го покажува небото и вели, го подсетува на душите што ќе бидат спасени со неговите страдања. Го уверува дека неговиот Отец е поволен и поселен од сатаната, дека неговата смрт ќе му нанесе целосен пораз на сатаната и дека царството на овој свет ќе им биде предадено на светците на Вишниот. Му рекол дека ќе го види трудот на својата душа и ќе биде задоволен, зашто ќе види мноштво припадници на човечкиот род спасени за цела вечност. Како да ги читам овде некои од стиховите од 53 глава Исаија. Да. Христовите големи душевни страдања не престанале, сега внимавајте, после ова големо охрабрување од ангелот, неговите страдања не престанале. Тој понатаму страда, но го напуштила потиштеноста и обесхрабрувањето. Имаме сосема друга ситуација. Сега тој е охрабрен, а страда и понатаму. Наистина, кога човек страда, па уште ако е обесхрабрен и потиштен, тоа е веќе навистина страдање. Ѓаволот тука може многу лесно да не сруши со обесхрабрување. Но тој веќе не е, значи се сменило нешто. Бурата не стивнувала, но тој врз кого таа се урнала, бил засилен да и се спротистави на незината жестокост. Излегол тивок и мирен, како што и влегол, претходно, нели? Молчалив, но загрижен, но сега е мирен, сталожен, тивок. На неговото лице извалкано со крв почивал небесен мир. Го поднел она што ниедно човечко суштество не би можело да го поднесе, зашто вкусил предсмртни страдања за секој човек. Видите колко е значајна таа врска со небото. Ако ја немаме во тие моменти на криза, нема да можеме да се одржиме. Заспаните ученици одненадеж ги разбудила светлина што го обкружувала Спасител. Значи, појавата на ангелот ги буди учениците. Но и тоа нема да ги разбуди од тој нивни сон. Неверојатно. Ти колку биле заспани. Го виделе ангелот наведнат од учителот кој бил на земјата. Го виделе како ја подига главата на Спасителот на своите гради и покажува кон небото. Го чуле неговиот глас, како најсладка музика, како изговара зборови на утеха и надеж.
учениците се сетиле на сцената од гората на преобразувањето. Се сетиле за славата што го обкружувала Исуса во храмот и за Божиот глас кој зборувал од облакот. Сега повторно се открила истата слава и не се плашеле повеќе за својот учител. Тој бил под Божија грижа, силниот ангел е испратен да го заштити. Учениците повторно во својот умор и подлегнале на необичната сонливост што ги совладувал. Каква е таа необична сонливост токму во тие клучни моменти? И еве, дури таква сцена виделе и пак се вратиле да се легнат. Да. Исус пак ги нашол како спијат. Гледајќи ги со тага и рекол, уште спиете и почивате. Еве се приближи часот во кој Синот човечки се предава во раците на грешниците. Виште, доека ги изговарал овие зборови, ги слушнал чекорите на джганот. И сега, некако така ми доаѓа некоја идеја, може и понатаму ќе продолжиме, може следната сабота, не знам, ќе видиме или после, таму, нова година некаде, за джганот, за мноштвото, за народот, за притисокот кој што би можеле да го имаме и ќе го имаме во последно време и како тоа да се соочиме со таквите кризи. Го гледаме овде джганот, толпата, да кажеме, како надоаѓа, ги води Јуда. Ајде да читаме во Јован 18 глава. Од први стих. Што му го рече тоа, Исус излезе со своите ученици преку потокот Кедрон, каде имаше градина во која влезе со своите ученици. Значи, и сега Јуда, неговиот предавник, го знаеше тоа место. Зашто Исус често се состануваше со своите ученици таму. Тогаш Јуда зеде чета и служители од првосвештениците и од фарисеите и дојде таму со светилки, факли и оружје. А Исус, знаејќи се што ќе стане со него, истапи и им рече: кого го барат? Му одговорија: Исуса Назареецот. Исус им рече: јас сум, а со нив стоеше и Јуда, неговиот предавник. А кога им рече јас сум, се тргнаа назад и паднаа на земјата. Што се случило? Кога ги изговорил зборовите јас сум, ангелот, кој што доскоро му служил на Исуса, застанал меѓу него и толпата. Лицето на Спасителот го осветлила божествена светлина и над него се покажала прилика во вид на гулам. Во присуство на оваа божествена слава, злосторнички настроената светина, така вели овде, значи толпа, джган, не можела да стои ниту миг, се повлекле. Свештениците, старешините, војниците, па дури и Јуда паднале како мртви на земјата. Дошли да го апсат. Веднаш потоа ангелот се повлекува и светлината исчезнува. И ова било згодна прилика да избега. И учениците тоа го мислеле. Се велеле, еве, сега е моментот, сега ќе избега. Воопшто не го очекувале оно што следи. Што веројатно ќе ги разочара и неспремни ќе ја дочекаат кризата. Претходно не се молеле, спиеле и така натаму. У клучните моменти, сето тоа се битни моменти кои што не треба да ги губиме од вид како подготовка за кризата. И сега што се случува? Но останал мирен и присебен. Тука е, не бега. Не ја користи приликата кога овие се паднат и сите на земја па да избега. Како прославен стоел среде таа закоравена толпа што сега безпомошно лежела кај Исусовите нозе. Учениците посматрале за немени од чудење и страв. Меѓутоа сцената бргу се изменила. Толпата се прибрала, римските војници, свештениците и Јуда се собрале околу Христа, изгледале усрамени со својата славост и уплашени да не им побегне. Откупителот пак поставил прашање кого го барат. Кој знае сега што размислувале, како да му кажеме, сега го кажеме. Да се случи пак истото. Или нешто полошо. Имале докази дека оној што стои пред нив е Божиот син, но не го прифатиле осведочувањето. На прашањето кого го барате, пак одговорил. Одговориле Исус Назареќанец. Тоа Спасителот рекол, покажувајќи кон учениците: ви кажав дека сум јас. Ако ме барате мене, пуштете ги нив да си одат.
Знаел дека верата им била слаба, па настојувал да ги заштити од искушението и неволјата. Бил готов да се жртвува за нив. Но тука е Јуда да ја изврши својата улога, да ја одигра својата улога. Кога толпата влегла во градината, тој им бил водач, а него непосредно го придружувал првосвещеник. Но Исусовите прогонувачи им дал знак, велејки, оној што ќе го целивам, тоа е, држите го. Сега се однесувал како да нема врска со нив, пристапувајќи му на Исуса, го зел за рака како близок пријател, ослувувајќи го здраво рави. Го бакнал Исуса повеќе пати и како да плачел, се преправил дека го сожалува поради опасноста во која се наоѓа. А Исус како го ословил? Како што му рекол? Пријателе. Замисли си, доаѓаат, значи, ова се клучни моменти кога наистина или ќе постапиме како Христа, или може би како Јуда, не дај Боже, или пак како Петар и останатите. Толпата е тука, разбеснета, со стапови, со оружје, со што ти се не дошле. Јуда го целива, си ја одигрува својата улога, а Исус му вели пријателе. Зошто дојде? Неговиот глас треперел од жалост, кога додал Јуда, зар со бакнеш го предаваш синот човечки. Овој повик требало да ја разбуди совеста на предавникот и да го трогне неговото закоравено срце, но честа, верност и човечката нежност го напуштиле. Немало веќе нежност кај него, немало чест, немало ништо. Стоел дрско и предизвикувачки, не покажувајќи никаква подготвеност да попушти. Му се предавал на сатаната и немал повеќе сили да му се спротистави. Исус него одбил бакнежот на предавникот. И сега е интересен настапот на учениците овде. Учениците мислели дека нивниот учител нема да дозволи да го фатат. Не можеле да смислат, знаете, претходно велел Петар, па нема шанси ти додиш во Ерусалим. Па да завршиш така, не. Биле разочарани и огорчени кога ги виделе јажињата со кои почнале да ги врзуваат раците на оној што го сакале. Разлутениот Петар бргу го извадил мечот и се обидел да го брани својот учител. Претходно кога требало да се моли, го нема никаде, спие, а сега кога имате акција, значи, претходно било досадно, мислам, немало ништо, што? Темно, таму, мрачно, Исус клекнал, се моли, а сега има акција, тука е Петар, значи, видите, ако не се молите, ако не се подготвувате за кризата, тогаш, пред жганот, кога ќе, не знам, ќе бидете навредени, ќе бидете предизвикани, може ќе извадите меч, тоа што не треба ќе го направите. И му отсекол увото на Малх, иако не му било тоа целта, сакал главата, да, меѓутоа, веројатно Господ не дозволил такво нешто. Се обидел да го брани својот учител. Што не го бранил претходно? Каде бил претходно во Гециманија? Видите, тоа се опасностите. Ако на време не сме подготвени, кога избива кризата, ние не се однесуваме онака како што треба. И често пати се случува тоа во нашиот живот. Мора да признаеме, не, може би буквално не вадиме меч, ама си играме со мечеви често пати. Сечеме уши. Зошто? Затоа што не сме на молитва, затоа што не одржуваме заедница со Господа, не комуницираме со Него, не го прашуваме како треба, што треба, не велиме не моја, туку Твоја волја, Господе. Знаете, ова е клучен момент. Јас брат Гоце често пати имам своји проблеми, кои навистина низ големи проблеми минува. Често пати кога ми се јави и јас највеќе му го спомнам овој пример. Начин како да се победи некоја слабост кај мене, кај секој од вас е тој. Тоа е одлуката што треба да ја донесете. Значи, ако јас правам некој греф, било што, тоа го правам затоа што така сакам.
Што е друго? Одговорот на тоа прашање. Че јас треба да одлучам, да ми се згади гревот и да кажам, Господе, не моја волја е тоа да го направам, да бидеме реални, затоа што тоа го сакам. Ама не моја да биде Твоја волја. Тоа е одлучувачки момент, тоа е најтешкото за човек. Елен Вајд така веле, че се друго направил Господ за нас. Неговиот дел е многу поголем од нашиот. Нашиот е токачок, ама е клучен. А тоа е нашата одлука. Да му ја предадеме волјата на Господа, да кажеме, не моја, Твоја волја, Господе. Тука е победата. Ама ние тоа не го правиме. Значи, тоа е најтешкиот дел за човек. За грешната човечка природа. Да кажем, Господе, не моја, Твоја волја. Не знам, пред да избувнеме, да се испокараме со некој брат или било што. Господе, не е тоа Твоја волја. Свесни сме, знаеме, Господе, дај ми сила. Нека биде Твоја волја, не моја. Ја сега сакам да му удрам шамар, не знам што, ама тоа не е Твоја волја. Да изведам мечот и да мавам. Видите, кога ќе ви се појави утре джган, на неморални, на вакви, на такви, не знам, може ќе ви иде да земете да ги испотепате. Хомосексуалци, било какви. Кој знае што се не очекува после 10, 15, 20 години, каков джган. Може да ни се собере тука пред црква, да речем. Која уште поулав ќе стане овој свет. Како ние ќе постапуваме? Како постапил Исус? Исус видел што се случило, ги ослободил рацете. Иако римските војници сврсто ги држали, рекол, доста со тоа. Не треба така, Петре, доста со тоа. Престани. Тоаш го допрел ранетото уво и тоа веднаш оздравело. И потоа му вели на Петар, врати го мечот на неговото место, зашто сите што се фаќаат за мечот, мечки загинат. И ова е завршниот цитат. Вели, учениците се исплашили кога виделе како Исус дозволува да го фатат и да го врзат. Биле навредени што морал да го поднесе ова свое и нивно понижување. Ова било понижување. Да, понижување, навистина понижување. Денеска некој каже, Зорано беше. Секој ден со лисиците во суд да ве шетаат, да ве, не знам, било што или. Тоа е понижување. Биле навредени што морал да го поднесе ова свое и нивно понижување. Не можеле да го разберат неговото однесување и тие го обвинувале што и се подчинил на джганот му се подчинил. Во својата огорченост и страв, Петар, храбриот Петар, кој што посегнал по меч, сега прв предложил самите да се спасуваат. Гитлал тога. Прифаќајќи го овој предлог, го оставија сите и побегнаа. Како што самиот кажа во Јован 16:32. Што велеше тоаш Петар? Не, јас немам никогаш да тоа оставам. А еве сега првиот дава предлог, иако бил спремен да го брани Исуса. Но видел, не можеле да сватат. Значи, затоа што не биле на ниво тогаш кога требало, не биле на молитва, не бдееле, туку спиеле, потоа се име некако чудно, се име несватливо, кога доаѓа кризата. Не можат да поврзат едно со друго. Јован 16:32, Исус вели, еве иде часот и веќе дојде, за да се разбегате секој на своја страна и да ме оставите мене сам. Но, додава, но сепак не сум сам, зашто татко ми е со мене. Но во Гециманија дури и таа разделба ја почувствувал. И затоа била таа надприродна интервенција Гаврилу да дојде да го посети, да го охрабри. Што ќе направиме ние? Дали ќе се разбегаме ние во времето на криза? Или ќе останеме смирени? Да се подсетиме на оние стихови во 1 Петрово, кај што вели, значи, го мава, го плука, а тој оставаше, века, ништо уста не отвараше. Не е едноставно, не е лесно да се поднесе еден, некој кој што провокатор те провоцира, не знам што, а камо ли цел джиган, толпа на луѓе. И вие да останете мирни, достоинствени, затоа што сте сигурни, затоа што имате тесна заедница со Отецот, знаете кој е правиот пат и како треба.
Значи, нека Господ ни помогне, не поучи како да можеме да се справиме со кризите во нашиот живот, но и оние тешки кризи кои што надоаѓаат. Да го следиме Исуса, како што пишува во Откровение 14.4. Тоа е единственото решение. Доследно и верно да го следиме во секој негов чекор, да постапуваме како што тој постапуваше. Амин.